Здраво, здраво. Тука се наоѓаме на едно место пред Сато. На времето тука имаше будка стоеше, сега јас стојам, будката е турната. Сега знам дека чекате скеч, ама нема денес скеч, ние се договоривме да не правиме скеч денес. Сноши така како што бевме запиени, Саше вели дај бе луѓе да смениме нешто да направиме, некој рецитал пример нешто и се договоривме кој да напиши проза, кој поезија, ете ги тука колегите вежбаат, веќе се спремни. Тоа е, некој напиша песна, некој состав, па ете да ги видиме, да ги проследиме колегите што имат да прочитат и да кажат. Јас прв. Јас сум Александар Димитровски, бивш ученик во Климент Охридски земјоделското училиште. Имам 29 години, ќе правам 30. Денес ќе ви прочитам еден состав како го поминав летниот распуст. Се извинувам. Беше убаво летно утро, отидов до моето школа и го зедов свидетелството за четврто деление и бев одличен со сите петки. Отидов дома и кога моите родители, моите баба, дедо, тетка, тетин, вујко, вујња, видоа дека сум со сите петки, сите ми бапна по стотка и собрав илјадарка и илјадарка што имав заштедено 2. И со тие 2 илјадарки заминав на летниот одмор во Претор, во детското одморалиште Мите Богоевски. Бев сместен во собата 215 со мојот другар Лупчо. Пливавме, игравме мрзе и активно учествував во играта Убавец на Претор. Имавме убава храна, не хранеја со кремвишли, варени јајца и зденка, а за десерт преспанско јаболко. По 2 дена излегоа резултатите од преторскиот Убавец, а во меѓувреме бев шампион во играта Игри без граници. Бев втора пратилја, а Убавецот му го дадоа на еден Дејан од Злетово, од Изнаев се беше местено. Јас не се разочарав, може не сум убав, ама сум згоден. И ова мисла ја кажав на микрофон кога давав изјава за второто место. И тогаш се влюбив во првата пратилја Лиле, имаше и преторска убавица, а таа беше од Бицолското село Крклино. Се искрадов после сабелешниот доручек, имаше чоколадно млеко и леп со маргарин и отидов до блиските проматери и купив ланче со привезок, срце и мече, што пишеше I love you, а мечето кога ќе присеше викаше I love you, I love you. И го подарив на маскембалот и бев шизик. Добар ден, јас сум Душан Кузевски, ученик во основното училиште Коле Канински. Инспириран од летните горештини, ја напишав следнава поема. Љубов во кривогаштани. Беше летно сончево утро кога јас догледав. Одевме на Тутун да бериме третарака. Се слушаше джагорот на птиците кои една по една умираа од струјата на жиците. Носеше фротирни тренерки на кои одназад пишуваше здраво бејби. Бев магевцан гледајќи ја како бери вторарака. Толку нежно и брзо иташе од корен до корен, а јас ја гледам како кочан сторен. Срцето ми тропаше како на дете годиначе пред вакцинација. Од што бев возбуден ми паднаја 2 пломби џвакајки како Алекс Фергусон. Чичо ме примети и ми рече: денот е млад, а ти си убав. Зграбчи го денот, не се прави улав. Фала. Јас сум Елена Трпковска и сега ќе ви се представам со мојата литературна творба Моето семејство. Тој ден беше сабота, во петокот беше ноќ, а потоа се раздени. Тетка ми доста беше дојдена со моите поголеми брачеди близнаци на гости, а баба ми му даде кифлиња и круасани за Душа. Јас се уште бев со 2 умој за тоа каде е тетин ми кој ми беше како чичко. Јас претпоставив дека го клаваше расолот, оти тој е многу добар човек. Моите братучеди се фини исто така и нивна омилена музика им е рапота. Во слободно време дури ја чистат куќата, слушаат техно. Тие се доста шетани, имаат ојдено дури до Прилеп Ресен и Кичево и сакаат додат понатаму со нивните, ама многу му се лоши од пато. Ние со семејството одгледуваме зелки, пиперки и разен друг зеленчук. Имаме тезга на пазарот, а тезгата ни ја води Чичко Живко од Истанва на Сабајле рано. Се појави изолвата на мајка ми која беше црна. Таа не работеше многу и најзина омилена песна и беше My Heart Will Go On. И јас ја сакам таа песна, но повеќе сакам да јадам овошје. Дедо ми по татко ми беше арен човек, а сега беше излезен со другарите. Јас сум среќна со моето семејство и многу се радувам со животот. Фала. Добар ден. Јас се викам Валентина Кожовска, учев во основното училиште Ѓорѓи Сугарев во Битола. Сега ќе изрецитирам една песничка. Војниче сум младо и се викам Владо и живеам на конзулите градо. Пушка в раце држам и со заби ржам. Во слободно време лепчиња со јајца си пржам.
Јас се викам Никола Тргачевски, ме викат Кумбата, учев во Климент и после во медицинско. И јас премив исто така една песничка за новата година. Најпоќе од сите, ја сакам тетка Тина, но уште повеќе новата година. Затоа што цела фамилија чакат и ке скинам, а тато од работа ке земи свинска половина, кој ќе не види комшијата од љубомора зина. На мама ке му дадат разни прашаци, а за мене Илка со дзунзурки и ташаци. Здраво, јас сум Маријанче Георгиевски. На времето одев на играорна во Кутилинден и мане ми беше наставник, сигурно знаете, едно развиено така. И тој во 7 одделение, кога бевме мали, не однесе во Равда во Бугарија и ние многу го си поминавме 15 дена на Черно море. Ја исто така и Стојанче ни свиреше на армоника и така другите, тоа убаво беше, а. И ше ке бивелев. Сега овде мене ми рака кажам една рецитација, ама се надевам дека ја запамтив. Така. Зима. Зимата дојде, снегот снежи, а постела дома не се лежи. Лено, ноно, ленче, мамино девојче, татина галеница, биди ми свршеница, се што чакаш ленче, тебе ќе ти дадам, по тебе јас умирам, во градине те чувствувам. Лено, ленче, мамино девојче, татина галеница,